Мерено северно 40 километри од Охрид се наоѓа селото Годиње. Охридско село кое што представува како предпоследно од Горна Деварца. После него, сем Врбјани, нема повеќе. Влегувате во Кичевската наја. Вака, посматрајќи го под падините на Краормарм, посматрано од било каде, од пресека или пак при излезот од Горна Деварца, на прво видување се забележува населба која што ветува живот. Квалитетно е лоцирана на падините од спомнатата планина. Меѓутоа тамо каде што завршува равницата. Очигледно годивчани воделе сметка за родното поле. Да не го заробат со стамбен простор, кој што на некој начин, барем доскоро, им овозможувал екзистенција. Ние не се сомневавме дека ќе наидеме на жители во овој случај кои што добро знаат да го испланираат сопствениот живот. И така, барем уште при првото влегување за оправдување беше се, па дури и повеќето влезни патишта, кои што чинат од Годиње е на раскрсница, од каде што се влегува од сите страни. Дури и предосторожноста на сите жители од Годиње, да знаат кој им влегува во селото, а кој излегува е исто така, зарем за почеток, односно барем за почеток, оправдана. И затоа барем во овој момент заедно со нас ве покануваме низ една прошетка низ Годиње. А во добар дел со намера и самите да го почувствувате сето тоа. Како и доликува, ќе покажеме интереси за селската архитектура, за начинот на живење, за духовната вредност и за писменоста во ова село, што му припаѓа на реалното од Горна Деварца. Архитектурата е карактеристична во Годиње. Ево овде ние забележавме влез со две скаи, популарно, дури и така го нарекохме стереоблез. Куќи со широки чардаци и широки одари. Поднебје поволно и за земјоделие и за сточарство. Очигледно не е толку богато село. Всушност, земјоделието и сточарството толку може да си дозволи. Затоа може би на поедини стари објекти се уште доминираше покрив од план. Поедини куќи беа прекрасно зидани со премалку спомнатиот камен. Едно од нив ќе забележите толку е квалитетно зидана, што викаат, тоа може да биде дело само на врвчански мајстори.
Доста знаевме однапред за Годивје, па дури и за легендата кога секој странец овде е сомнителен. Го знаеме и случајот кога своевремено еден странец, имајќи во него голема недоверба, бил врзан за една бандера се додека не се идентификувал. А се разбира го идентификувала полицијата. Екипата на телевизија Морис не беше во можност да се сретне со сличен проблем, арно, ама недовербата доминираше од самиот почеток. Меѓутоа, како лесно бевме дешифрирани, само после неколку минути престој во селото Годивје се чувствувавме како добродојдени гости. И книсавме по потрага на убавините што ги нуди ова село. Ете, пред малку дури ги забележавте и столиците од природно дрво. Пред вашите очи се наоѓа селскиот дом. Не смееме да го наречеме за задружен, зашто Годивје после изгледа едно од ретките села кое што нему пришло на колективното здружување. Дали биле со желба да им докажат дека не заостануваат од другите села, се собрале селаните од Годивје и си направиле собствен дом, многу поквалитетен и поубав од задружните. И формирале собствена земјоделска задруга, која денес ете го носи само наслов. Показавме интереси за избегнувањето на колективното здружување на годивчани. Ни рекла собственоста била толку различна, што понекој поседувал преку 300 или 400 овце, а понекој немал ништо. И навистина формулата на некогашниот Карделј, функционер на СФРЈ или ФНРЈ, не можела да успее во Годивје. Зашто кој ќе здружи средства со сиромашниот, со сиромавиот, кој што нема ни куче, а по најмалку стока, односно добиток за заеднички живот. И ете така испадна во времето од колективизмот Годивје да не припадне како поднебје за словенечкиот експеримент. Уште при самиот влез во селото Годивје дознавме дека овде е пожелно да не пресретнат 3 Божји куќи. Дознавме за црквата Свети Ѓорѓија, за Свети Никола, како и за манастирот Свети Спас. Подобро речено некогашниот манастир, зашто денес, всушност, на тоа место постои само едно мало обележје во чест на Свети Спас. Селото Годивје е составено од две мала, Горно и Долно, и за прв пат во историјата на посета на екипата на телевизија Морис по македонските села забележавме дека овде малата си имаат собствени гробишта и собствени цркви. Црквата Свети Ѓорѓи е најблиска до Горното мало и тамо се наоѓаат вечните жители. Во споредба со црквата Свети Никола, која што им припаѓа на Долно Малците, таму се наоѓаат вечните жители од ова мало. Поинаку речено, и двете Божји куќи им припаѓаат на Годивје. Оваа првата, Свети Ѓорѓија, датира уште од 13 век. Во споредба со втората, Свети Никола, кога е во изградба. Со оглед на стомнежите кои што во самиот почеток ни ги подарија годивчани, немавме смелост да побараме клуч од Свети Ѓорѓија за да ја видиме внатрешноста од манастирот. На самиот почеток бевме подготвени да се задоволиме со прекрасниот видик што се најде пред нашите очи и да ви прераскажеме што се случило. Арно, ама нешто подоцна, влеговме во светата куќа Свети Ѓорѓија. Одно што можеше да се каже на прво видување, почетните луѓе, свештениците,
се погребани во непосредна близина на црквата Свети Ѓорѓија. Заедничките гробишта од горно малците се всушност повлечени настрана, стотина метри над црквата Свети Ѓорѓија, чија слика ја посматрате. За цело време, за да ги забележиме сите овие вредности во придружба како водач. Беше со нас господинот Дафичевски Кире, кој што не себично зборуваше за се она што му пренесувал неговиот родител или подобро речено неговите предци. И низ призмата на Свети Ѓорѓија ја гледате црквата Свети Никола, која навистина ден денес треба да представува гордост на секој жител од село Годивје. За да бидат забележени од внатрешната страна и двете цркви, ќе ни припомогне председателот на црковниот одбор, господинот Божински Влате. Панорамата која што може да ја даде селото Годивје, нема прилика да ја следиме уште еднаш. Од возвишението каде што се наоѓа Свети Ѓорѓија, почесно место, како што доликува за секој светец, чувар, ангел чувар на сечија душа од Годивје. Широко е и Годивското поле. И уште повеќе, многу е родно. Селото Годивје испаѓа како универзално поднебје. Може да послужи и за земјоделие, ама и за сточарство. Тоа е може би причината што без малку стотина луѓе и ден денес може да се сретнат по јалиците Годивски. До Годивје може да се пристигне по асфалтен пат. И тоа од повеќе насоки. Може да се влезе преку селото Ластини или преку Врбјани. Како ни рекоа, носител на развојот на Горна Деварца, токму и тие села представуваат. При тоа мислеа на Ластиње, Врбјани и Годивје. Поднебје кое што може би во заедништво може многу повеќе да стори од досегашното. Во споредба со црквата Свети Никола, која изникна и кој е творец исклучиво на трудот и несебичното залагање на секој годивчанин. Всушност црквата Свети Никола е изградена на старите темели од некогашната црква Свети Никола. Овде се во ново издание или пропратните црковни објекти, како што е црковната кујна и трапезарија. Превисоко е и голема мака за уметникот, но вложениот труд ќе му биде награден. Вака настанува иконографијата во новата црква Свети Никола.
Ова е почетната икона, а само за неколку дена сите видови од Свети Никола треба да доликуваат на замислата и проектот од Годивчани. А вистинска Божја куќа, онака како секој годивчанин, од традиционален карактер ја носи во душата. Годивјани всушност непречено се поврзани и со најблискиот градски центар, Охрид. По 3 пати во денот им доаѓа автобус. Само што викаат, веќе во зависност од желбата на возачот, некогаш оди преку Сливово, Арбиново, преку Лактиње, Годивје, Врбјани и пак во Сливово, а некогаш пак обратно, од Сливово преку Врбјани, Годивје, Лактиње, за Сливово и Арбиново и така натаму, а тоа е доволна прилика и место понекогаш да задоцни и 40 минути. Тоа што ќе задоцни ќе го причекаат, но тоа кога оди од прво спомнатата страна ќе си замине празен, зашто патниците мислат дека за половина час ќе им најде превозното средство. Тоа е играта на повеќе влезови и повеќе патишта кои што влегуваат и излегуваат од Годивје. Најстариот водовод во охридските села Годивјани сами го заработили и изградиле. За сега викаат, проблем се телефонските врски. Единствениот телефонски број што се најдува во една од трите селски продавници треба да им послужи на сите жители. Поштата што своевремено требаше да се изгради во Годивје, сега за сите времена е поставено со собствените темели во Сливово. И црквата Свети Ѓорѓе е дооградувана, ама стариот дел кој што датира од 13-тиот или 14-тиот век се уште е постои. Во првата половина од овој век по одлука на селаните направени се 2 иконостаса. Иконографијата, изработена во спомнатото време, е исто така занимлива. Овде ќе го забележите Христосовото предавање, носење на Христосовиот крст, Христосовото распетие, Христосовото воскресение. Христосовото предавање или предание или издавање овде е истакнато. Може би од таа причина сомнителноста и сомневањата во странци е изразено во Годивје. Облигна негова рба. Како во моментов ќе влеземе во олтарот на новото здање, односно пред иконостасот на старата црква Свети Ѓорѓе, која што потекнува од 13-тиот век. Овде пак нов иконостас, нов олтар. Но толку вреден и стар, што пак зборува за неизмерната духовна вредност на секој годивчанец.
Сите вселенски знаци кои што произлезе од македонското сонце се застапени во манастирот, односно црквата Свети Ѓорѓија. Каде гледате уште еден знак во средината на екранот, пак произлезен од желбата за всестран светски развој во сите 4 страни од светот. Покрај неколку ново изградени објекти во село Годивје ги има и оние кои што одваи се држат на собствениот темел. Таму каде што поодамна не стапнала човекова нога, личи на пустош. Таков беше случајот и со училишната зграда. Некогашната физкултурна сала сега е престорена не во рушевина, туку можеби за складирање или паркирање на трактори, а во овој случај и за запрежни коли. Овде се складирани дури 5 или 6. И наместо ова двориште да биде исполнето со детски заговор денес, секој годивчанец со сомнежи поминува под стреите на ова зајме. Сем детските пораки во облик на мурали и пароли, ништо друго не останало. Присутен човек под ова здање само може да го фати тага за некогашните времена. Ова зграда своевремено во надлежност била на просветната заедница или СИЗот за просвета или Министерството за просвета и култура. Со калта дури отпод од ноктите на секој годивчанец завршуваат на ваков начин. Училишното двориште сега представува складиште на сточна храна. Пролајќи погледни из прозорецот забележавме и медицински кревети. Не успеавме да дознаеме дали овде некогаш била селска амбуланта. Веселиот училишен двор замре за секогаш. И покрај прекрасното фудбалско игралиште кое што е во состав на училишниот двор. Арно, ама и тоа не нагазено од нога на играчот. Ова игралиште толку трева родило што сигурно е дека онај кој што го користи ќе види некој користи. Каде била поголема користа, проценете сами. Дали ќе беше подобро овде да трча момчина? Па од тревата да не испаднеше ништо, или вака, барем един сток, сено, ќе дозволи макар да се спомне. Ја имавме и таа среќа да наврати некај господинот Цикуловски Спиро, кој што одлучил да ги сравни со земјата темелите од старата куќа и на истите да подигне нова. Во времето на нашата посета плочата беше завршена и мајсторите се подготвува за ручек.
Што на наше изненадување поканата беше упатена и према нас. Господин Осекуловски не сакаше да коментира зошто всушност го обновува родниот крај. Едноставно кажа, нешто ме влече. И не сум единствен, што на таков начин многу од нив ќе се вратат во Годивје. Ова беше големата емиграција и чим завршиш школа, чест беше дојдеш во поголем град да живееш. Така да и јас одлучив таму да живеев во Скопје. 40 години, после 40 години се вратив тука. Така по-подобро беше, мислам дека подобро земав 100 овци и 5 години сум тука. Кога е поставено селото Годивје, од каде го добило името Годивје? Па, точно да кажам, не знам, и сигурно има пред 500 години селото постои. Сигурно, над 500 години. Годивје го добило името по некои легенди што се зборува дека веќе стално горело и после по тоа име се добило Годивје. Значи некогаш како гориле... Гориле и горе, да. И Годивје е изведено од брфот, од зборот Горење. Ќе ни кажете како било пред 40 години, дали имало повеќе народ од што има денес и зошто се случило добар дел од народот од Годивје да започне да Па одма ќе ви кажам за тоа, бидејќи јас сум во првите што напуштија Годивје, негде 57 година, 56-57 година, ние беше чест да одиш во поголем град. Заврши школа, немало дека ни патишта, ни вода, никаква комуникација немаше. Сега се доби све, од кога више луѓето избега. Тоа беше луѓето. Немаше фабрика, нема кај се запослиш и мораше да бегаме од... Во некој случај, ако препреме се случаше да добиете асфалтопат, вода, струја, телефони, или макар еден единствен погон од било кој облик, дали ќе имаше подобро? Па скоро сите ќе останеме тука. Скоро сите ќе останеме тука. Како стојат работите во Годивје кога е во прашање инфраструктурата? Што се имате и што ви недостасува? Сега моментално ще не недостасуват телефоните. Вода, струја имаме, пат имаме. Сега само уште телефоните, друго све имаме моментално. Автобус иде 3 пати дневно и тоа е многу убаво, така да имаме комуникација сега со град, ама џабе шумеме па сега кога нема луѓе. Сега мало луѓе сме повратени назад од кога што треба да бидат. Вашето враќање како да радува, ако ништо повеќе за една подобра иднина на Годивје. Како го гледате Годивје утре и дали ќе има голем број на повратници? Види, кај што дојде сега овие денешни времења, ја мислам дека ќе се повратат многу назад. Само не баш млади, а би требало млади се повратат назад. А за пензионери, помлади пензионери, сигурно ќе се вратат повеќе. Ќе живне малку селото. Училишна зграда забележавме невграничен број на мурали и спомени од напишани од детски раци. Тоа значи дека истото е на распаѓање и повеќе не се користи. На што се должи еден таков не е многу славен резултат? Немање на помладок или можеби незаангажираност на некога? Не, знаете што? За школото тоа припаѓаше под просвета. Просвета воопште не се интересираше за школото, а школата фактички не требаше да припадне под просвета, бидејќи тоа е лично со собствени средства да изградено по целото. Воопште нема никаков удел просвета. Можеш ли таа зграда, тој објект да се искористи за корисна работа, за некаков погон, за нешто слично? Ако веќе нема помладок, нема деца, нема ученици.
Па тоа нема кој да побара, иначе да побара, веројатно ќе го дава да направи некој погон добар за фабрика, помала некој дел од некоја фабрика на општи. Како настана во овој дом, каде што сега разговараме, со оглед на тоа дека не може и не е изграден во времето од колективизмот? Домот се градеше баш кога почна овој колективизмот. Ама неколку луѓе во власта што беа во тоа време, запна по секоја цена идеја од Охрид, од натрешни све тоа насила да влези целото во колективот. Него така селаните упорни беа, што не можеа, а им докажува дека ова село е победно село, ова село не може да биде задруга во никој случај. И мораше да одустанат тие, а така домот се направи и остана и ден се го остана недограден, ради тоа што немаше кој да даде средства. Дали е доволно искористено годишкото поле за земјоделски производи? Па селото речиси е искористено. И нема земја која нема да роди. Поготово нашето поле, ако има, бидејќи е такво риско-планинско, тука требаше да има повеќе стока и чим се ѓубри, жито има повеќе него пелагонија. Во врска со прашањето за нашето село колку семејства преживеат моментално сега, овде кај реков 110 до 120. Мислим се во број на ljudство. А иначе куќите како куќи и порано и денеска стојат, кои што има околу 140 куќи во нашето село. Нашето село, веројатно сте видели географски кај припаѓат. Имаме една добра географска положба и тоа е претежно земјоделско-сточарско крај. И овие луѓе што сега се наоѓаат во нашето село, еден дел на луѓе кои што во последниве години се вратија на село, има 2 до 3 генерации и така моментално тие повеќе се бават со сточарство и земјоделие. Овде во нашето село после изборот за местна заедница треба да се направи една програма, која програма ќе биде сврзана таква за унапредување на земјоделството и сточарството во нашето село. Тие две гранки се така сврзани, сродни, едно без друго што не може. Ако има сточарство, тогаш ќе може и земја да се обработува, земја да се коси, да се снабдува и сточарството и земјоделието како такво да оди во унапредување. Иначе вака, моментално сега, се уште е во лоша состојба. Во нашето село порано најмалку имало 3000 стока ситна мислени работи за овшти. Крупен добиток над 250 крупен добиток. Тие времења се поминати, не само може да ги сањаме, али во денешно време најмногу во нашето село манка наводнувањето. Јас имаше и порано една емисија и тоа го кажа. Најголема болка е што за наводнувањето треба да се направи една акумулација која има многу погодно место со мали инциденти. Тоа се работи овдека на делот од рекава што иде од планина. Тука има услови, тука ќе има доста корист ова село. И како местна заедница не сме се состанале да овие прашања ги стварно разрешуваме на некој начин или покренуваме заедничка акција. Тоа е минус. И колку да се оставени годивчани сами да го гарнираат сопствениот живот.
Тие ќе одат по курсот, онака како што им кажувале сопствените предци. Ќе остават и сомничавоста, со оглед на тоа дека екипата на телевизија Морис им вети повторно доаѓање. Ќе ги навикнат на гости. До тогаш нека им се исполнат сите замисли, кои што се во интерес на развој на ова прекрасно село од Горна Дебарца.